Голем благослов, магични мои души, поддржувачи на Уналунтарот, моја фамилија. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека ќе останете во таква енергија. Денешнава енергетска вредност ќе биде да ве поздравам сите вас, да ви посакам едно добре дојде на пролетта, вашата енергетска вредност да се зголеми, да биде во голема мера, да вашата душевна енергија биде во исполнување, како што пролетта ќе се разгранува, како што цвеќињата ќе оживуваат и вашата духовна енергија да биде во едно огромно оживување и во една огромна енергетска вредност за сите вас. Ме немаше на каналов малку подолго време, но јас сакам да ви се извинам, а и воедно да ви посакам благодарност за сите вас кои што се сабскрајбувате на мојот канал и сите вие што ме поддржувате на TikTok. Вчера ми беше роден ден, јас го прославив мојот 46-ти роден ден и се надевам дека оваа порака која што ќе стигне до сите вас ќе биде во енергија на едно мало видео кое што ќе биде наменето за сите вам во љубовна енергија или пак пораки кои што ќе ги добиеме од тарот картите, а воедно и ќе биде моја енергетска вредност за мојот роден ден, за 46-тиот мој роден ден и да сите ги добиете. Мојата желба кон сите вас е да се исполнат сите ваши желби воедно со мојата желба која што иде во ваш смер. Јас манифестирам ваша енергија и се надевам дека ќе биде во енергетска вредност да сите ваши манифестации кои што ќе дојдат денеска на оваа порака да бидат во енергија, да бидете во едно огромно светло, да светлите и да знаете да верувате во универзумот, затоа што универзумската енергија е ултимативна енергија која што ни дава моќ, силина, една возбудена енергетска вредност, да знаете да се просветлите во енергија на законот на универзумот. А токму тоа ќе го направите во денешното видео кое што еве токму сега го спремам за сите вас, да бидете во една добра енергетска вредност и да започнеме со исчитување од тарот картите. Се надевам дека ќе биде во љубовна енергија, ова ќе бидат пораки за сите вас кои што ќе бидат наменети за ваши инспиративни енергии, за ваши прашања, за ваши енергетски вредности, за случувања кои што ќе дојдат во наредниот период за сите вас. Јас се надевам дека мојата желба за мојот роден ден ќе биде исполнета и ќе биде во енергија да сите вас ве доживеам на еден ултимативен енергетски начин во просветлување. Токму Уналунтарот постои за сите вас кои што се надевам дека ќе бидете во една добра енергетска вредност, дека ќе ширите позитивна вредност и дека ќе бидете во енергија на позитива. Сите ваши уверувања и сите ваши енергетски вредности кои што ќе бидат во денешново исчитување од тарот картите, да ги превземете во ваша енергија, да знаете дека ова ќе биде една добра енергетска вредност за сите вас и да започнеме со исчитување од тарот картите. Улогите секогаш можат да бидат заменети и знаете дека ова се колективни, генерални исчитувања од тарот картите кои што нема да бидат за секој задоволувачки. Се надевам дека ќе оставате пораки, ќе се сабскрајбувате на мојот канал, да знаете дека и вашето сабскрајбување ќе биде во енергија на моја поддршка, на мојата работна енергија кон вас и на моите манифестации кои што ќе бидат интензивни во наредниот период, кои што надоаѓа за сите вас. Вашите желби, драги мои,
ќе бидат во исполнување со тоа што јас ќе бидам во енергија, ваша енергетска вредност, да навлезам со мојата духовност и да ви помогнам во вашите енергии кои што ги манифестирате, да ви укажам на една добра, ултимативна енергија, да знаете и да сватите дека овој канал не е само вредност од тарот картите, да знаете и да препознаете светлосен работник кој што е во ваша енергија. Јас сум тука да ви помогнам на вашите енергетски вредности, да се спознаете сами себе и да афирмирате и да манифестирате едни добри дела кои што ова енергетска вибрација на оваа земјина, на ова земјино тло ќе биде во енергија да ве поддржи и да бидете во една љубовна, но и да бидете во една происходна енергетска вредност. Па да започнеме со канализирање на пораките кои што се надевам дека ќе бидат за сите вас во ваша енергија. Ајде да видиме во каква енергетска вредност, да видиме кои се ваши енергии, да видиме кој е во вашата енергија денеска. Моите духовни водства ги замолувам да ми помогнат вечерва или пак во ова видео да ви доловам енергии кои што ќе бидат во енергија на пораки за сите вас, моите ангели кои што секогаш се уз мене, да бидат во енергија да ви помогнат да ја доловиме една ова енергетска вредност која што се надевам ќе дојде преку пораки, да видиме кој е во вашата енергија и зашто токму ќе се случи во вашата енергија, да видиме во каква енергетска вредност се наоѓате, драги мои. Ајде да видиме, да започнеме. Ги замолувам моите духовни водства и моите ангели да видиме во каква енергија, кој е во ваша енергија, видиме каква порака имаат да ви пренесат моите духовни водства према вас. Универзумот се шири, расте во ваша енергетска вредност. Ајде да видиме што сакаат да ни порачаат духовните водства, да видиме во каква енергија ќе бидеме, да видиме за што се работи во оваа ваша енергија, да видиме какви енергетски вредности ќе бидат до вас. Енергија да некој е во вашата енергетска вредност кој што се лечи преку љубовна енергија. Енергетска вредност да се исцелувате преку љубовна енергетска вредност. Значи, некој е во вашата енергија кој што се лечи, или пак ова сте тоа вие, кој што ќе дојде во енергија да се излечите со вашата љубовна енергија. Значи, персоната спроти вас ќе биде во енергија да ве исцели, да ве излечи, максимално да ви покаже љубовна енергија која што ќе биде во енергија на исцелување. Енергетска вредност да знаете и спознаете дека во вашата енергија постои персона спроти вас кој што е во енергија на сочувство, енергија на ова се англиски карти, јас ќе преведам, ќе биде во енергија на сочувство, енергија да ви покаже чувства, повторно да се обедини со вас, да некој од вас гледам дека ќе биде во енергија да се реконектираат со својата персона, која што ова е ваша персона, која што е ваша сродна душа, доколку е во енергија да не комуницирате со оваа персона, знаете дека оваа персона е во енергија да биде во ваша енергетска вредност, значи да ве исцели на љубовно енергетско ниво. Ајде да видиме и што друго сакаат овие карти да ви порачат, каква енергија. Значи имаме персона која што доаѓа во вашата енергетска вредност, е во вашата енергија присутна, која што ви дава максимално енергетска љубов, значи се грижи за вас, кој што ќе треба да
исцелите некоја прошла љубовна енергија. Со оваа персона, интимна енергија, некој е во вашата енергија, каде што буди интимност за вас, енергетска вредност, каде што страста надоаѓа во заедничка енергетска вредност. Некого сте го магнетизирале, драги мои. Значи, оваа персона е во енергија на магнетизам, значи во вашата енергија, значи вие сте во енергија на привлечна енергетска вредност за оваа персона која што доаѓа во вашата енергија. Оваа енергетска вредност, значи комплетно сексуална енергетска магнетизам, значи енергија каде што оваа персона ви порачува дека му недостасувате. Па јас се надевам дека оваа енергетска вредност или пак овие пораки кои што ќе бидат во вашата енергија е да исцелат ваша љубовна енергија. Ајде да видиме што друго, каква порака. Ова све ќе го објасниме со тарот картите. Ќе видиме зашто поконкретно се работи, зашто исцелување преку љубовна енергија и зашто токму интимна енергетска вредност. Оваа персона, слушам дека оваа персона која што е страствено магнетична према вас, е во енергија да исцели некоја болна љубовна енергија која што со вашата љубов кој што сте му ја подариле на оваа персона. Оваа енергија е да биде, еве испадна една. Оваа енергетска вредност се надевам дека за некој од вас ќе биде токсична енергија. Значи оваа персона била во токсична енергија. Се надевам дека не сте во енергија на токсичност, туку оваа енергија, значи оваа персона била во токсична енергија. Или пак оваа персона се уште се наоѓа во токсична енергија, каде што и оваа персона е магнетично приврзана према вас, значи ве доживува интимно. Се надевам дека некој од вас ќе биде во енергија да оваа персона, ако е машка, е во енергија на ве доживува и преку своји моменти, значи ве замислува. За други пак од вас ќе биде во енергија да ве доживува, ве замислува интимно во својот кревет. Значи, оваа персона е токсична персона, каде што се дружи со токсични персони, има токсични персони околу него. Оваа персона е во долна енергетска вредност, значи е во енергија на долна вибрација, каде што ќе треба да се надевам дека оваа персона ќе ви пристапи во една енергетска вредност во наредниот период, да сватите и разберете дали сте биле со добра персона до вас или пак е во енергија да оваа персона побара помош од вас, значи му треба вашата енергетска вредност, љубовна енергетска вредност. Ајде да видиме што друго, па да разрешиме една ваша енергија, драги мои, да видиме во каква енергетска вредност ќе бидете, што друго сакаат моите духовни водства да ви порачат. Сте биле со кармична персона, енергија каде што се надевам дека оваа кармична енергија ќе се затвори или пак ќе биде во енергија на исцелување, заедничко исцелување, каде што и ќе придете на многу повисоко ниво. Оваа персона има емоционална енергетска вредност према вас, затоа што е во енергија на магнетизам, но и сака и се грижи за вас, затоа што е во енергија, можеби е во токсична енергетска вредност, значи има персони околу него каде што се токсични
и неговото размислување во токсична енергија. Love that lasts. Енергија каде што оваа персона сака да има љубов со вас, која што и манифестира, но е во токсична енергетска вредност. Оваа персона сака да доживее една длабока љубовна енергетска вредност, значи да остари со вашата љубовна енергија, затоа што оваа персона ве сака, но е во долна вибрација. Можеби за некој од вас ова е вашиот близаначки пламен, а за други пак од вас е во енергија да биде во сродна душа, но сте во кармична енергетска љубовна релација. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ви порачат, да видиме, да разјасниме зашто толку се појави денеска оваа енергетска вредност. Што сакаат тарот карти да не порача? Зашто healing through love? Ајде да видиме зашто healing through love. Ајде да видиме зашто healing through love. Енергија зашто исцелување преку љубов. Ајде да видиме што сака. Асот на мачевите добивте за оваа енергија. Ова е премногу карти. Да видам не испад. Ајде да видиме што сакам да кажам. Еве. Тркалото на судбината ја добивте. Исцелување преку љубов. Значи го разјаснуваме моментот исцелување преку љубов. Ајде да видиме која е оваа персона која што е кармична енергија, токсична, во долна ниска вибрација. Пажот на пентаклите. Енергијата оваа персона можеби е стрелец во хороскоп, за некој од вас ке значи, или пак енергија да биде во воздушните знаци, или пак во земјените знаци, но генерално преку високата аркана, значи големата аркана, судбинското тркало, или пак тркалото на среќата, е во енергија да оваа персона е ваша судбинска енергија. Или да отпуштите кармична енергетска вредност во која што сте биле во љубовна енергетска вредност, или пак сте биле во љубовен однос со оваа персона, или пак енергија да оваа персона доаѓа во вашата енергија сега, во овој период, значи ја запознавате, може да биде за некој од вас дека ова е ваша судбинска енергија, но се уште не е појавена. Значи, доколку барате вашата судбинска, љубовна, енергетска вредност, судбинска персона да се појави, ќе треба да исцелите нешто од прошлоста која што е во кармична енергија. Оваа енергетска вредност ќе ви донесе, значи, асот на мачевите е енергија да добиете генерално умствена енергетска вредност, значи, да добиете понуда која што ќе биде умствена. Оваа персона е комуникативна, но одсечно комуникативна, за некој од вас ке значи, оваа персона е интелигентна, има јак, висок IQ за некој од вас, за други пак од вас ке значи дека оваа ваша судбинска енергија е во енергетска вредност да добиете порака, позив, комуникација со оваа персона, можеби сте ја запознале веќе и е веќе во вашата енергија. Ја гледам како да е веќе во вашата енергија. Оваа персона ќе сака да го придвижи вашето судбинско тркало во еден смер каде што и ќе биде во енергија на пажот на пентаклите. Ова е за некој од вас, слушам дека е млада енергетска вредност, каде што и се уште не е добро ситуирана,
За некој од вас, за други пак од вас ќе биде оваа персона која што ќе го исцели вашето срце преку љубовна енергија, ќе ви пружи можност да биде во енергија на учење, значи треба да ве научи, да ве запознае, да бидете во една енергетска вредност каде што оваа персона ќе биде во вашата енергија и ова ќе биде ваш судбински партнер, каде што вашата енергија, сето она што сте го манифестирале со оваа персона, ќе биде во енергија да исцелите, зацелите рани од прошлоста кои што ги имате и ги носите во вашата енергија, или пак оваа персона ќе треба да зацели со вас, со вашата љубов, кој што ќе ја понудите према оваа персона, ќе биде во енергија на судбинско тркало. Ова е ваша стрелска енергетска вредност. За некој од вас слушам дека може да е стрелец во хороскоп, значи или има доминантен стрелски знак во вашата енергија. А може и да сте тоа вие. Ајде да видиме која е оваа персона која што буквално ве манифестира на страствена, интимна енергија. Буквално слушам дека ве манифестира во својот кревет, додека лежи. Значи, оваа персона, вие сте го привлекле магнетично, драги мои, за женската, а може и за машката популација од вас, кои што ќе дојдете по овие пораки кои што ни ги даваат тарот картите. Ајде да видиме. Ајде, мои ангели, мои духовни водства, што сакате да пренесете за оваа персона? Која е оваа персона која што е магнетично приврзана во енергија на моите пратители? Која е оваа персона која што е во енергија да му недостасувате? Која е оваа персона која што сака да биде со вас, му треба интимна енергија, му треба ваша страствена енергетска вредност? Ајде да видиме што сакаат тарот картите да објасниме која е оваа персона која што доаѓа во вашата енергија, значи која што влегува како интимна енергетска вредност, а се уште ја имате во вашата енергија. Ајде да видиме која е оваа персона. Која е оваа токсична персона? Ова е токсична персона. Ова е ваша бивша енергетска вредност, која што се надевам дека не сте веќе во комуникација. За некој од вас слушам, за други пак од вас еве две карти, 2 пентакла и 2 штапа. Некој се кае што жонглирал со вашата енергија. Некој правел планови само за страствена енергија. Оваа персона која што е во вашата енергетска вредност е да затоа и ве довживува како енергија на интимна енергија, значи вие сте магнетично приврзани кон оваа енергија. Оваа персона е токсична персона која што треба да исцели во ниска вибрациона енергетска вредност. Вие сте во една повисока енергетска вредност. Овој жонглер ве манифестирал и се уште ве манифестира во една интимна енергетска вредност. Оваа персона жонглирала за ваша интимна или пак телесна енергетска вредност, да ве има, да ве поседува и се уште прави планови. Драги мои, оваа персона треба да најде баланс за да дојде до вас. За некој од вас слушам дека не сте во комуникација повеќе со оваа токсична персона, сте ја блокирале, а за други пак од вас ке значи дека
се уште сте во комуникација, но оваа персона ве жонглира. Значи, ова е жонглерска енергија, но вие сте магнетично приврзана персона. За оваа персона која што доаѓа кралот на штаповите, оваа токсична енергија е кралот на штаповите. Енергија каде што овој крал на штаповите сака да ве контролира, сака да биде во негова енергетска вредност, но тоа е толку магнетично приврзан кон вас, толку сте го зачарале во една енергетска вредност, да знаете и спознаете дека оваа персона е крал на штаповите, ова е ватрена енергија, ова е лав стрелец, каде што и овој крал на штаповите нема да се откаже од вас, без разлика дали е во ниска вибрација и е во токсична енергетска вредност, оваа персона ќе се извади од таа енергија, но да знаете дека ќе треба да избалансирате некоја ситуација која што доаѓа во ваша енергија, оваа персона нема да ве остави, драги мои. Вие сте во една убава енергетска вредност за оваа персона, му значите, но е во оваа персона токсична енергетска вредност, во ниска вибрација, каде што за некој од вас слушам дека е во енергија на токсични особи околу него, кои што му будат момент на агресија. Оваа персона буди момент на агресија, но во неговото срце е нешто сосема поразлично. Оваа персона ќе биде во енергија да спозна и дознае дека вие не сте од тие ниски вибрации за оваа персона. Ајде да видиме која е оваа персона која што сака да биде во длабока љубовна енергија со вас, да остари во вашата енергија. Јас се надевам дека не е овој крал на штаповите, а доколку е за некој од вас, ова ќе биде само една порака која што тарот картите ни ја даваат за сите вас кои што доаѓате во ова видео. Драги мои, слободно можете да коментирате, слободно можете да го поддржите мојот YouTube канал, нека порасне за да можеме и да отвориме приватна енергетска вредност за сите вас кои што сакате да поддржите мојата работа, на која што ви значи енергија да бидете во една група која што ќе биде во VIP група за сите вас. Слободно да се преплатите, гледаноста е за сите вас, без парична е преплатата на YouTube, а сите вие кои што ме следите на TikTok, јас ви се заблагодарувам за сите вас и без преголемо комуницирање, затоа што оваа персона е токму тоа што и го најавив. За сите вас оваа персона е во два купови. Оваа енергија која што сака да остари е овој токсичен кралот на штаповите, каде што и не ви ја кажува оваа вредност. За некој од вас, вие сте со овој крал на штаповите во една љубовна енергија, каде што не се сплетуваат некои работи. За некој од вас слушам дека и не сте во комуникација, некој е во поголема вибрација, а за други пак од вас слушам дека ова е енергија каде што овој крал треба да излечи својата токсичност, но е во енергија на страствен заведувач. Енергија да вие сте во страствена заведувачка енергија према овој крал на штаповите. Може да бидете и вие жени во оваа енергија крал на штаповите,
затоа што ова е само енергија која што може да биде и за машката популација и за женската популација. Да бидете во енергија на јака персона која што оддава енергија да премногу контролирате, но сте во една токсична енергетска вредност со оваа персона. Оваа персона не сака да ви признае нешто што е во негова надлежност, дека сака да остари со вас, дека ве сака во неговиот живот, но не може да ви признае затоа што е со персони околу него кои што се токсични и го енергизира на токсична енергетска вредност. Оваа персона ќе биде за кратко во вашата енергија, ќе дојде во вашата енергија како персона која што ќе биде во два купа, сродна душа или пак енергија каде што и ќе побара комуникација со вас. Напред картите ни кажаа дека ќе биде во енергија на да ви понуди нешто што нема повеќе. Овој мач е во обратна енергетска вредност на оваа карта, каде што и овој мач е оставен, значи доле на самиот под, значи не сака да биде во енергија да ве повредува и ќе превземе една друга енергетска вредност, каде што овој крал на штаповите е ваша сродна душа, драги мои, за некој од вас кој што ќе сака да ви биде во енергија да остарите заедно со овој крал на штаповите. Енергија каде што овој крал на штаповите ќе биде во енергија да исцели, да искачи својата енергетска вибрација на повисоко енергетско ниво, а за други пак од вас слушам дека оваа персона жонглирала помеѓу други енергии, да не знаела дали да ве прифати или не и е во енергија да ви соопшти, на самиот прак е да ви соопшти колку му значите и колку е приврзан или пак е во енергија да биде во интимна, страствена енергетска вредност, колку му значите во љубовна, но и во сексуална енергетска вредност на оваа персона. Ајде да видиме што друго имаат моите ангели да ви соопштат. Да видиме што друго имаат за оваа љубовна енергија. Еве, Емпрес. Вие за оваа персона сте царица. Оваа царица е поврзана со универзумот и со земената енергија. Избалансирана. Момент каде што оваа персона ќе сака својата токсична енергетска вредност, која што ја носел во својата енергија, да биде во искачување на повисоко енергетско ниво, да се излечи, да излечи својата токсичност преку вашата љубов, вашата магнетизам, вашиот енергетски дел и да преиде на една повисока резина со вас и да ви искаже љубов како што и заслужувате. За некој од вас, за други пак од вас, слушам дека оваа персона сака да биде во енергија да оваа царица биде во енергија на вие да бидете негова сопруга или негов сопруг, каде што и ќе се остварите како родител со оваа персона. Кралот на штаповите и енергија Емпрес, каде што и се пар, но не се задоволен пар, кој што ќе треба да биде во ваша енергија. Значи, Емпресот треба да биде со Емперор, но и кралот на штаповите е една добра енергија. Кралот на штаповите вели:
Јас сум лидер, природен лидер, каде што и сакам да ги контролирам нештата, значи оваа персона сакала да контролира својата љубовна енергија, но страста не можела да згаси према вас. Оваа персона ќе дојде со еден позив, порака, каде што и ќе се отвори према вас, ќе каже во каква токсична енергија е, во каква токсична енергетска вредност е. За некој од вас е во емоционална токсична енергија, каде што оваа персона исцелува прошла љубовна врска која што не ја завршил. Оваа персона е во кармична релација, била во кармична релација, доколку не сте вие во кармична релација. За други пак од вас слушам дека оваа персона ќе исцели, ќе научи и ќе се искачи на многу повисоко ниво со вашата љубовна енергија. Значи, буквално ќе ве доживее во буквална енергетска вредност, затоа што вие сте царица, драги мои. Царица во сета ова енергија. Смрт. Токму така. Доколку не комуницирате со оваа персона ќе биде во енергија да затвори стар циклус, кармичен циклус во неговата енергетска вредност и да појде на една друга резина, да се искачи на друга резина, вашата врска да ја искачи на друга резина, каде што и ќе биде во енергија да се трансформира, транзитира во нешто многу подругачи, кај што и не очекувате да оваа персона буквално биде во една љубовна енергија, каде што овој ваш партнер, за некој од вас слушам дека овој ваш партнер е во енергија да бидете во добра енергетска вредност. Ајде да видиме и што сакаат другите карти да ни порачат. Токсична енергија, значи токсичен партнер кој што бил токсичен или пак исцелувате токсична енергија, а овој партнер да е нов кој што влегува во вашиот енергетски дел. А за други пак од вас, овој ваш партнер е во една интимна енергетска вредност, каде што и ве доживува, значи буквално сте го окупирале со својата сексуалност. Вие сте, драги мои, емпрес. Значи, вие сте божествена жена, која што токсика не постои во вашата енергија. Вие вибрирате на едно многу поголемо енергетско ниво. Ајде да видиме и што сакаат да ни дадат овие тарот карти, како појаснување за сите вас. Ајде, дај ми да ни објасниме ја емпрес, што ќе биде со емпресот. Не, слушам за некој од вас, ајде да видиме кога ќе дојде до оваа интимна енергетска вредност и дали ќе ви понуди стабилна врска. Ајде сите мои духовни енергии, мои ангели, заштитници, дајте ми енергија која што треба да дојде во енергија на моите љубовници. Љубовници, драги мои, значи, вие добивте 2 купа балансирана енергија, каде што сте привучени еден на друг
и ја добивте високата аркана љубов или пак љубовници, кој што не означува. За некој од вас ќе биде близаначки пламен, кој што се враќа во вашата енергија, а за други пак од вас ќе биде сродна душа, која што е веќе во вашата енергија, но сте имале некоја разочарувачка енергетска вредност од овој партнер, затоа што се дружи со токсични персони, значи има во неговиот округ токсична енергија, каде што и вели кармични врски, емоционално недостапен, енергија на долна вибрација или лоши совети. Значи, ја мислам дека ова токсична енергија се лоши совети и долна вибрација за некој од вас. Овој ваш партнер доаѓа сега комплетно во оваа енергија, е во вашата енергија да ви понуди љубов, да ви понуди едно заедничко остварување во енергетска вредност, каде што и овој крал на штаповите и вие сте во емпресна енергија, да знаете и разберете дека за некој од вас ќе се случи и долга љубовна врска, каде што овој партнер сака да ги буквално да се трансформира и да транзитира, да ги затвори токсичните енергии кои што ги имал во вашата енергетска вредност и да биде во енергија. За некој од вас слушам дека овој партнер бил на жонглерска енергетска вредност, да жонглирал вас и уште некоја персона во неговата енергетска вредност, не можел да дојде во енергија да знае со која персона ќе гради својата љубовна енергија. Но овој ваш партнер е во енергија на магнетизам. Значи, е привучен на вашата енергија. Буквално, овој ваш партнер е привучен на вашата енергија. Толку сте го пчиниле овој ваш партнер, што буквално е во ваша енергетска вредност. Овој ваш партнер, очекувајте го за брзо време да дојде и да ви донесе една добра понуда. Значи, да ви се јави, доколку не сте во комуникација, ќе најде начин и ќе се изгради према вас. Значи, ќе биде во енергија да дојде во вашата енергија, да дојде до вас. Значи, не е битно како, секогаш љубовта наоѓа начин, она вистинска и права, доколку е во енергија да ова токсична енергетска вредност што ја имал е да слуша други персони, да биде во една кармична енергија, каде што слуша други персони и е во една долна енергетска линија, каде што и не би заслужувал. Но сега ќе дојде во една трансформативна енергија, значи ќе ја трансформира својата енергија, каде што и ќе ви искаже една тајна кој што ја има во неговиот енергетски дел. Ајде да видиме совет за вас, драги мои. Значи, овдека се две енергии, каде што и за некој од вас ќе биде да ви доаѓа персона која што е интимно поврзана со вас, само интимно поврзана со вас, која што сака да исцели некоја кармична енергија од вашата љубовна енергетска вредност, да се исцели, да се излечи, да се искачи на поголема вибрација, а за други пак од вас, ова е ваш партнер, кој што не сте во комуникација со него, но ќе бидете за кратко, ќе изнајде овој партнер начин како да дојде во вашата енергија, очекувајте го, може и да се појави на вашата врата, каде што и ќе биде извинување и енергија да
добиете права и вистинска љубов. За некој од вас е близаначки пламен, а за други пак од вас е сродна душа, која што не е за напуштање, но енергетскиот дел ќе треба да се промени во негова енергија, не во ваша. Вие сте премногу женствена енергија за оваа персона. Вие сте, драги мои, емпресна енергија, значи царица. Ајде да видиме што сака да ви порача овие карти како совет, афирмација за сите вас. И се надевам дека ќе продолжиме и наредниот ден кој што ќе биде во ваша енергија. Значи, еден циклус затварате и почнувате еден нов циклус, каде што исцелувате љубовната енергија, исцелувате емотивната енергија, исцелувате со овој партнер и доаѓате во ваша токму така внатрешна магија. Драги мои, вие имате внатрешна магија да направите една поголема вибрација во вашата љубовна енергија. Вели, јас го пригрелувам моето внатрешно магиско енергетско ниво со знаење, бидејќи јас сум компатибилна од енергија која што е поврзана со универзумот. Да енергиите кои што ги добивам од мојата енергетска вредност е да бидат во нормална, избалансирана енергија. Значи, вие, мои царици, ќе исцелите оваа машка или пак женска енергија, не е битно. Може да сте и мажи вие во импресна енергија, во царичина енергија, каде што и вашата внатрешна магија е вашата најака страна во оваа денешна порака, која што ја добивме од духовните мои водства и од ангелите, кои што треба да ве канализираат и да добиете што ви доаѓа во наредниот период према вас. Очекувајте оваа персона. А ја вам ви посакувам едно добро енергетско битие. Сјајте, драги мои, и бидете во ваша сјајна и изобилна, магична енергија. Не е битно дали сте божествени жени или божествени мажи. Секако, јас ве сакам и секогаш ви испраќам еден огромен енергетски дел за сите вас. Манифестирајте како што јас манифестирам за вашата енергија, да овој партнер добие една огромна енергетска вредност, да бидете во ваша рамнотежа и да доживеете една искрена и возбудена љубов, која што ќе биде на долги стази за сите вас, кои што ќе дојдете во пораките од денешното видео, кое што се надевам дека ќе ви се допадне. Не заборавајте да се сабскрибувате на мојата TikTok, на мојата YouTube канал, на TikTok, додадите се слободно и се гледаме во наредно видео. Поздрав!